Според истражувањето на јавното мислење спроведено за емисијата Детектор за тоа кое е најсоодветно решение за проблемот со кучињата скитници, мнозинството граѓани, односно 60,1%, сметаат дека треба да се обезбеди прифатилиште за кучиња скитници, каде тие ќе биле сместени неограничено, а дури и повеќе од 1/4 од испитаните граѓани или 26,9% би посвоиле куче од улица. Мнозинството од граѓаните, 63,1%, според објавените резултати, сметаат дека е погрешно да се дозволи кучињата скитници слободно да шетаат по улиците, а повеќе од половина од граѓаните, или 54,5%, се подготвени да плаќаат повисоки даноци на општините за да се обезбеди прифатилиште за кучињата скитници. Како што се изјасниле повеќе од половина од испитаниците, или 57,8%, општините немаат соодветен пристап за справување со проблемот со кучињата скитници и овој проблем. Според 53,3% од анкетираните, годинава е поголем споредено со лани. Градоначалникот Шилегов се надева дека ќе успее во текот на оваа година да повика дел од градежните фирми кои што градат на територија на Скопје да бидат општествено одговорни и поранешната фирма на затворот Идризово да биде реконструирана и таму да се сместат 500 до 600 животни скитници. Се очекува овој проблем да се реши за 3 до 4 години. Во моментов се работи на сет мерки за решавање на проблемот. Сите општини се задолжени да достават програми за контрола на популација, а направени се измени и во Законот за заштита и благосостојба на животните, кој е пратен во Секретаријатот за законодавство и со него ќе се регистрираат одгледувачите за да се регулираат несаканите потомства и лицата кои ги напуштаат своите миленици. Истражувањето на тема кучиња скитници беше спроведено од Институтот за политички истражувања од Скопје во периодот меѓу 8 и 13 јануари 2019 на 1091 полнолетни испитаници на ниво на целата земја, со користење на случаен примерок.